На спикер ги пуштам. Важи. Го знаеш број? 300? Пише 360 360 и 3 3 568. Ало, тато? Кај сте бе, швеѓани? Не заборавивте? Не, бе, тато. По цел ден сме со обврски. И како е? Се снајдовте? Го научивте јазикот? Да, бе, тато. А дали знаеш како е на шведски дојди? Нормално дека знам. Добро. Оти никогаш не си рекол. Зато реков да не знаеш како е. Така. А со сестра ти се гледате или ретко? Ретко. Друг град, обврски. Може да се вклучиш на лаптоп за да ве гледам убаво со мама? Да ја видиш убаво мама. Ти ќе ја видиш мама, ама та треба да ја уба прво за да ја видиш. Не може да го уклучи лаптопот. Расипане. Расипане. А татко ти рече дека ќе го поправи. Ама Кога маш ќе рече дека ќе поправи нешто, значи ќе поправи. Не мора на секој 6 месеци да го потсеќаш. Луѓе, добри сте? Искрено? Не. Зошто? Да не сте болни? Мама? Ништо не ја туцка мајка ти. Ништо не ја туцка. Друго е. Што е? Одлучив да се разведам од мајка ти. Тоа е. Како? Суцки. Како? Да не мислиш дека ќе ја блокирам на Facebook. Што? Ти бе глув си или слаб ти интернетот? Чекај, и звонам на Дада да крени. Ало! Ангелче на тато, срце на тато најубо. Еј, што правите? Се разведуваат. Што? Па одлучив да се разделиме. Да не се расправам поќе со мајка ти. Ете тоа одлучив. Тој одлучи. Мене никој не ме прашува, тој одлучи. Балканска шовинистичка свиња. Ова куќа мажот го има последниот збор. Да, го има, а тој секогаш бил добродушо. Јас никогаш не сум била твоја душа. Точно. Сега си душовадник. А порано бев ангел. И сега си ангел? Ама на смртта. Добро, а зашто се расправаш ти? Ти сакаш да сме заедно? Ете кажи му на ти сакаш да сме заедно? Не. Па тогаш? Па како тогаш? Па се борам за своите права. Гледам, прав револуционер си станата. Гледам и мустачина почнуваш да пушташ. Тато, што е ова? Па вие секогаш бевте најзалюбениот пар што го познавам. Тато, ти секогаш велеше дека не можеш да го заборавиш денот кога првпат ја запозна мама. Точно, синко. А сакам. Многу сакам да го заборам денот кој ја запознав мајка ти. Знаеш, ти слоновите никогаш не забораваат. Зато. Мамо, тато бе, нели велеше дека сакаш да ја однесиш некаде мама на одмор? Па нели ми кажуваше за реумата? Ќе ја носеше некаде во Австралија на некоја плажа. Сакав бе душо, сакав бе ангел на тато да ја однесам, ама и таму имат закони. Треба да ја вратам назад. Не е дозволено таму ѓубре да му оставаш по плажите. Тато, Ама последниот пат кога бевме на плажа, знаеш што рекоа капачите? Толку од сонцето. Мислеа дека некој астероид се приближува. А за мајка ти знаеш што рекоја? Мислеа дека носи згужвани хулахопки, ама после видеа дека не носи хулахопки. Кој ќе застани пред огледало и рефлексијата се крие од мајка ти. Не, презмешно. Стара ти е финтата. Па и ти не си некоја нова будала, да ти кажам. Еј, што е ова? Па не можам да ве препознам. Вие од секогаш сте биле пример за совршен пар. Мори златна, абе за совршен пар треба совршен сопруг.
Ама знаеш која е разликата помеѓу таткото и совршен сопруг? Пола сат. Тој пола сат ти си ја вадиш шминката. Да бевме во Холивуд, тебе ќе ти даја Оскар за шминка. Ау, а тебе ќе ти даја, знаеш зашо Оскар? За мала улога. Јас ма, знаеш што сум за тебе? Јас за Ричард Бартон сум за тебе јас. Гледам, дури почни да пиеш како него. Ако ми зборуваш за сношти, значи сакав само да си ги средам мислите. Седна во кујната и си читав книга. Која книга, бе? Бе, тостерот го зеде враце. Книга читал. Мамо, што зборуваш? Тато никогаш не си спијанил? Точно, душо, ангелче на тато најубата е. Точно, душо, ангелче на тато, а? Ама чекај, сега имаме ново правило. Не си пијан ако можеш да лежиш на подот без да се држиш. Сега пијам од мака деца. Од мака? Не, ти не пиеш од мака. Ти пиеш од сабајле. Пием да те заборавим, мори, ама пием и те гледам дупло како Кербер. Кој Кербер, бе? Кербер имал 3 глави. Слушај, гледам читањето тостер и не вродило многу со плод, а? Не знам, ти си ги знаеш поќе твоите роднини со глаите. Ако, играј си ти мајтап, ама ќе видам со шо ќе си правиш мајтап кога ќе те остави. Тогаш ќе пијам од радост, тогаш ќе славам. Тато, мамо, што е ова? Тато, ти навистина почна да пиеш? Да, синко. Зошто, бе, тато? Оти, мислам дека мајка ти ме изневерува. Што? Да, со некоите од моите пријатели, најблиски пријатели. Абе, ти будала да не си? Со твоите пријатели. Јас како да немам своји пријатели, па со твоите ќе спијам. Слушнавте? Дали слушнавте? Мамо? Абе, кој пријател? Ти со твоите пријатели, па е недозреани. Значи, чета мала али одобрана, Паја, Влаја и Раја. Пријателите. А ти па дорасната си, ти можеш да ни биш Паја Патак. Абе, слушај, јас за вас сум дама. Јас да не заглавев со тебе, сега сигурно ќе бев некаде низ Европа. Сигурно. И знаеш каде? Во музеот за восочни фигури. Таму ќе беше ти во Европа. А уствари не. Сгреши. Извини, веќе Сталин имат таму. Имат фигура од Сталин. Тато, Дадо, ти го слушаш ова? слушам и не можам да си поверувам. Мама и тато се разведуваат, еј... Никој нема да се разведе, јасно? Никој! Утре го фаќаме првиот авион за дома. А вие да не сте се осудиле да направите некаква глупост. Јасно? Да ве чујам, јасно? Јасно. Дадо, се чекаме утре на аеродром. Ке ти се јавам подоцна пак. Во ред? Ајде, Ваши. Чао. Ајде, чао. Се враќаат утре. За празници. И сами ќе си го платат превозот.